Три опожарување на селото преживеало Куклиш и успеало да опстане како населба каква што ја знаеме денес. Низ минатото ова населено место имало многу непријатни моменти и несреќи, велат мештаните, но поривот да се издигнат над маката ги терало повторно да ги обновуваат куќите и животот во селото. На вчерашната панихида на кој се спомнуваа жртвите во опожарувањата, постарите куклишани се присетуваат на легендите кои се уште се присутни меѓу населението, кои биле причините за големите пожари. Првиот пат е запалено 1831 година. Причините, првиот пат зашто е запалено е црквата била изградена на место сега положба кај е и затоа што било повисоко малку од џамијата по некои турски закони и не слагајќи се кај макамот со таквиот чин, земат го запаляват, палят црквата, палят го и населеното место, бидејќи тога е било селото помало, го запаляват и селото. Вториот пат 1904 година. Знаете исто така дека 4 година после неуспехот на Илинденското востание на Крушевската република, требало да се консолидира организацијата. И бил закажан некој покрајински комитет, некој конгрес тука во куќата на Митуш Гуциев. Меѓутоа турците пак продрелеа намерата на војводата Христо Чернопеев и за тоа време го обколуват селото, а биле веќе пристигнени некои чети за да се одржа конгресот и било обколено селото од сите страни. Во таа неравна борба, борбата трајала цела ноќ и цел ден, пред вечерината, турците немаче да направат, комите се изтегляват од селото, некај планината, комите немало веќе како да се одмаздават, турците немало како да се одмаздават, зимат го палят селото редом. Тога е изгорен скоро до куќе, останите таму 3 куќи во Куклиш. Третиот пат е запалено 1912 година. 1912 година на специфичен начин од страна на Чернопеев, исто така војводата, кој бил тука на тај покрајински комитет како војвода, им наредува на нашите комити тука, местните комити, да ја изрушат линијата која била успоставена, телефонска линија од Струмица до Удово. Така да, рушајќи ја таа линија, исто така биле откриени од некои си ходоши тогашни, кај макамо доваѓа по трет пат го запаливат Куклиш. Во тај пожар има тога и доста погинати, доста опалени, бидејќи и во тоа време имало големо невреме, голем снег. Исто така и 1904 година имало невреме, голем снег. Тоа се случало ево сега во февруар месец. Датата точно на 7 февруар, случката е на 7, тога е таа голгота во село Куклиш. Што се падне ни селото, утепани, изгорани, сите се донесени тука. Во тај момент, значи тука е предвидел тај кој е бил инженерен некој и одредил тоа место. Това место беше като мера ширно. После като иде 71 се загради, колку можеме од цяло толку да дадем помош. Така. Многу луѓе има загинато во тие? Има. Сега колку се не знам. А не се од 50 нагоре, се не се од 50 надоле. И представници од Сојузот на борците им оддадоа почит на загинатите жртви, меѓу кои покрај борци имало и цивилно население. Велат дека овие настани секогаш треба да се спомнуваат, бидејќи сведочат за херојството на народот и неговата визија за слобода. И оваа година со голема почит граѓаните од населеното место Куклиш, каде се случиле овие настани, и општина Струмица го одбележуваат овој настан и се поклонуваат пред овој споменик на културата со големо достоинство, како што кажав на почетокот, кон сите оние кои го дале животот за слободата, независно во кој историски период се работи од настаните. Ова населено место, историски кажано, историската наука се уште тоа го проучува, се одвиле неколку палења на
населеното место и се со цел да биде сотрена напредната слободарска идеја на населението од овој крај. Панихидата се одржа пред спомен костурницата на жртвите од опожарувањата.